А за вечерва ќе проучиме уште еден псалм, еден од поубавите псалми во псалтирот. Верувам ќе се сложите, а тоа е псалм 19. Давидов псалм инаку, каде што всушност Давид од неколкуте начини на кои што Господ ни се објавува, опишува два начини, се задржува на два начини. Значи, псалм 19. Во првите 6 стиха, како тоа небесата и Божите дела го објавуваат Бога, потоа од 7 па некаде до 11 стих, преку писмото, преку Светото писмо, како Бог ни се објавува, за да на крајот, во последните неколку стиха, 12 до 14, всушност, Давид, тоа е едно, може би, најзначајниот дел, каде тој всушност лично ги применува овие објави од Бога на себе, што всушност е и крајна цел на, верувам, на секој наше проучување на Библијата, со која и тема да се бавиме. Ако тоа лично не го примениме на себе, тогаш може да кажеме дека не сме постигнале целта. Знаеме, ако сте читале Патот кон Христа, па и самата книга започнува на тој начин, како што всушност се движи овој псалм. Има повеќе начини на кои што Господ ни се објавува, но еве ќе се задржиме на овие два начини, ќе спомнеме и еден трет начин, кој што пред се е забележан во Новиот Завет, но да почнеме од првиот стих, 19 псалм, први стих. Небесата ја раскажуваат Божјата слава. Небесниот свод го навестува делото на неговите раци. Самата небеса ја открива Божјата слава. И тука можеме да со својата фантазија да отидеме и на широко и на далеку, но прво нешто што ми текнува мене е кој ден на вас ви е најубав? Некој така тмурен како денешниот, или облачен, некој лондонски ден, или пак кога е ведро, онака чисто. Може да има и некој облаче, ама најубаво е кога е ведро, онака чисто, сино небо и сонцето таму некаде го имате. Патем подосна ќе стане збори за сонцето овде. И сум зборувал порано на оваа тема, па и од неодамна на Луиза тоа и остави еден голем печаток, па често пати ме прашува за стихот. Ја и сега не се сеќам баш каде беше, ама негде во излез беше стихот, каде што нели се спомнува дека оние камени плочи на кои што бил запишан законот биле од син Сафир. И кога ќе погледнете на кај небото, небесата, зарем не ме подсеќа тоа на Божиот закон. Таа самата сина боја, нели она сина врвца исто така што ја имале синиот раб, свештениците и така натаму. Сината боја која што е всушност символ на послушност или на Божиот закон. Но и самата ширина, длабочина, величественото небо кое ќе го погледнете навистина воодушевува. И првото нешто, значи, што го гледа Давид е небесата. А потоа вели во вториот стих, денот на ден му го објавува тоа, кое? Славата Божја, значи, а ноќта на ноќ и соопштува. Неверојатно овде гледаме дека ова е едно непрекинато сведоштво, кој што го даваат денот и ноќта. Денот и ноќта постојано се менуваат. Колку денови поминале од нашиот живот, може да пресметаме. Многу.
Постојано се менуваат ден, сега влеговме во ноќ при некој час, затоа зимите може би се малку досадни и не се баш кони летни денови, затоа што денот е краток, а многу брзо се стемнува. Но, како и да е, значи, тоа е едно непрекинато сведоштво, кој што ни сведочи за Божјата слава. И може да кажеме и дека е невербално сведоштво. Значи, небесата, сонцето, звездите, се што ќе видите, па и денот, и ноќта, всушност ни зборуваат на еден универзален јазик. И сведочат за Божјата слава. Не зборуваат, значи како што ние зборуваме вербално, меѓутоа со самата нивна појава всушност сведочат. Еве го третиот стих вели: нема говорни јазик каде не ќе се чуе нивниот глас. Значи, да, тие не говорат како што ние говориме. Меѓутоа насекаде се слуша нивниот глас. Ова сведоштво е и универзално, затоа што нема место на земјата каде што не го покрива небесата, да кажеме така. Нема место на земјата каде што подоста ќе спомнеме и сонцето, каде што сонцето не изгрева, не заоѓа. Може би таму северен, јужен пол, не знам, ама пак сепак изгрева, сепак заоѓа. Таму па и нема луѓе. За да некој го гледа тоа. Значи, ова сведоштво не е изразено на човечки јазик. Она што го гледаме во небесата сведочи, тоа зборува, но зборува на начин што е различен од начинот на кој што комуницираме ние во разговор. Значи, Бог пренесува знаење за себе на невербален начин, преку метод кој што го надминува, значи, човечкиот јазик и диалекти, така да универзално е тоа сведоштво. Не е потребно да познавате англиски јазик или не знам, било кој друг од странските јазици, за да го чуете тоа сведоштво на небесата. И како што вели овде, значи, нема говор ни јазик каде не ќе се чуе нивниот глас. И Светото писмо ни кажува дека постои ова непрекинато, неизречено сведоштво што се случува и тоа води до она прашање што често пати знаеме да го поставиме: а што се оние луѓе што не го слушнале или нема да имаат прилика да го слушнат Евангелието? Еве им го сведоштвото. Да, точно тоа е несовршено, затоа и Давид подоста на следните стихови ќе премине на Светото писмо, кој што многу поблиску го прикажува Бога и сведочи за Бога, но сепак за некој ќе биде доволно и ова, како што читаме таму во Римјаните. На крајот на кришта денеска во ова време на интернет се помал е бројот на оние кои што нема да слушнат или не слушнале за Евангелието, но сепак има можеби некои племења, но она што овде го гледаме дека во Псалм 19 дека без разлика што ќе кажете за прогласувањето на Евангелието на Исус Христос на таквите луѓе, секој насекаде го прима, значи, ова невербално сведоштво за постоењето на Бог. И еве, околу универзалноста на тоа сведоштво, ни кажува и 4 стих, вели: нивната вест се рашири по целата земја, а нивните зборови до крајот на Вселената. Потоа ќе преминеме на сонцето, не го читам тој дел сега. Значи, ова сведоштво за кое што овде Давид зборува, сведоштвото на небесата, е достапно за сите луѓе на целата земја. Сите го имаат видено ова сведоштво, каде што нели се гледа гениалноста на Бог, таа негова длабока мудрост. И секој може да го разбере без оглед, значи секој човечки јазик. И сега подоцна, значи Давид се фокусира на сонцето, како нормално највпечатливо пред се дење,
најголем објект на небесата, што можеме да го видиме. Не за чудо и оттаму и мнозина од, не знам, божички религии, нели, всушност се фокусираат на сонцето, кое што овде Давид нагласува со многу убав речник дека е создание Божие преку кое што Бог повторно ја објавува својата слава, меѓутоа не е предмет кој што треба да се обожува. Значи, читаме 5 стих, односно крајот на 4, таму за сонцето тој обтегнува шатор, кој излегува како младоженец од својата ложница, или од своето брачно легло, како што вели другиот превод, се радува како јунак кога ќе ја претрчува патеката, излегува од небесниот крај и обиколува до крајот и ништо не се крие од неговата топлина. Еве, повторно на универзален аспект на ова сведоштво. Чи ништо не постои на ова земја кој што нема да го огрее сонцето, кој што нема да го затопли, значи да допрат тие зраци негови до сите делови, значи, на ова земја планета. Неверојатен речник, значи, овде како младоженец, кој што радосно трча по таа патека и за да стигне на другиот крај. И цело време всушност е сведок за Божјата слава. И еве кога сме кај ова, ќе свртиме сепак во Римјаните 1 глава, да се подсетиме на оние стихови што Павле ги пишува таму. Затоа што и ова е сведоштво кое што, и тоа како сведочи за Бога и кое што всушност може да послужи за суд за оние кои што ќе го отфрлат заради своето неверување. Римјаните 1.20 ќе читам. Па и неговите невидливи својства, вели во овој стих, неговата вечна сила и божеството можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите, па така немаат изговор. Од создавањето на светот, а кога станува збор за небесата, па мислам дека тоа е нешто прво кое што Господ го создава. Да, светлината, окей. Не. Ден и ног. Да, 6 стих, тоа е второто нешто, каде што ги одделува водите од води, и Бог направи свод и ги оддели водите од подсводот и водите над сводот. И сводот го нарече небо. Тоа е вториот ден, значи. Значи, нема оправдување. Зашто? Во 18 стих, затоа што со неправдата, вели, ја задржуваат вистината. Немаат изговор. Луѓето едноставно на какви се начини не се обиделе низ историјата и ден-денеска, тоа е постојана желба да се одвртат самите од сите овие сведоштва, да се свртат и се вртат кон лажни богови всушност, се свртуваат кон своите лажни религии и не сакаат да реагираат на оно што е пред нив секој ден, оно што го гледаат секој ден преку Божите творби. 21 стих вели од Римјаните 1 глава, зашто иако го познаа Бога, значи преку небесата, преку неговите творби, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. За жал. И тоа е едно општо откровение на овој начин, преку творбите на Бога, меѓутоа, пак ќе кажам, значи, ова е несовршено откровение, не можете, небесата и творбите Божи можат да покажат, да докажат дека Бог постои. Меѓутоа, не многу повеќе од тоа. Но многу поблизу, за да го запознаете Бога, тоа е Писмото. Писмото е она
кој што сведочи за Бога и на тоа се насочува во следните 3 стиха Давид, значи од 7 до 9. И имам и овде прекрасни стихови. Господовиот закон е совршен, вели Давид. Значи, веднаш нагло ја свртува темата на некој начин и преминува на друга тема, иако пак се бави со објавата Божја, претходно преку творбите, преку небесата, а сега преку писмата. Господовиот закон е совршен, ја крепи душата. Господовото сведоштво е верно, му дава мудрост на неукиот. Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. Стравото Господа е чист, останува довека, Господовите судови се вистински, сите се еднакво праведни. Видите, значи, сеопфатен приказ на некој начин на писмото, иако нели во негово време писмото се стоело од 5 Мојсеви книги уште нешто тука. Меѓутоа, видите од кои се агли, од кои се правци го опфаќа Давид и го опишува, значи, Господовиот закон, кој што го условува како совршен и кој што ја крепи душата. Значи, видите како позитивно влијание има. И ова сведоштво, Господовото сведоштво е верно, му дава мудрост на неукиот. Господовите повелби се праведни, го весела срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. Стравот од Господа е чист, останува довека. Господовите судови се вистински, сите се еднакво праведни. Какви зборови, значи? Значи, во сето ова Бог зборува преку писмото. Ако во првите 6 стиха видовме, значи, идејата за тоа природно откровение, тука ја гледаме идејата за ова специјално откровение, знаењето за Бог, што е сведочено во Неговото Слово. И Словото навистина е супериорна објава, може да кажеме, над, многу посупериорна објава над природните, значи, созданија и се тоа што Бог го создал, од проста причина што писмото е она кое што ни го открива Бога, неговиот карактер, неговото делување. Самиот Исус, како што од неодамна исто проучувавме во пулката, писмата сведочат за Исуса Христа. Значи, за неговата љубов. Така да, писмото исто така може да не поучи за тоа како да дојдеме до спасение. Затоа и ова објава е многу посупериорна. Значи, што гледаме од овој опис, дека писмата се совршени. Писмото е совршено, писмото е сигурно, писмото е праведно, чисто, вистинито. А ние сме тие кои што сме спротивно од тоа. И затоа ни е потребно писмото, затоа ни е потребна Библијата и се ближи нова година и брат Зоран веќе почна да апелира дека треба да се враќаме на Библијата, но јас верувам дека постојано ја читаме, барем во текот на денот, ако не е повеќе, утринскиот стих, не би рекол дека тоа е доволно, меѓутоа па и тоа, заедно со коментарот, е добро за еден добар почеток на денот, но писмото навистина треба да ни биде првенствено. Затоа што е мокно, не само за да го објави Бога, меѓутоа и неговото делување. Видите, забележавте тука, значи, како делува писмото. Значи, таа совршеност на законот ја крепи душата, ни дава сила. Мудрост му дава на неукиот, значи не прави по-мудри од старците. Го веселат срцето, значи, неговите повелби и така натаму. Значи, мокно е делувањето на Светото писмо. Светото писмо е тоа кое што може да даде сила преку силата на Духот Свети да го победиме и гревот, значи да не очисти. И сите овие придобивки ја изразуваат таа беспрекорна и непогрешлива природа на Библијата, дека таа е без грешка
И сето нешто е запишено во Библијата е вистинито. Буквално Библијата е книга која што го менува животот на човекот. Ако не беше оваа книга, ја не верувам дека некој од нас ќе беше тука, било кој од нас. Поготово за мене лично Новиот Завет, затоа што Новиот Завет беше оној прв со кој што дојдов во допир и навистина направи страшно големо влијание врз мене. Може овој детал не сум ви го кажал, мислам дека не сум ви го кажал, значи откако 91-а од финансиски причини највеќе се повлеков од електрофакултет и потоа некаде, дали беше тоа некаде, да, тука веќе јас почнав да читам, ги поминав и оние 2 курса библиски, дали беше некаде 2, 3, 93, тука некаде можеби, најдов некој материјал дома, психологија, и нешто ми дојде идеја, ајде Штип тука е поблизу, па може на педагошки факултет, нешто као. И почнав да читам од тој материјал и многу ме заинтересира. Меѓутоа, со текот на времето, Библијата всушност истисна се друго. И баталев, си реков не. Каква психологија, какви... Иако самата Библија е психологија на некој начин, значи, она библиска чиста психологија која што е најдобра. И тоа е тоа што ме повлече всушност. Тоа е таа моќ на словото, на што го кажуваме. И затоа и треба да се проповеда словото, затоа што тоа има моќ да допре до срцето, затоа што тоа има моќ да го обнови, да го измени животот. Иако, да ви кажем право, не е лошо човек да познава некои работи од психологијата. Мислам, нормално тука треба внимателно. Во последно време, така барајќи по YouTube, мислам, гледајќи едно, друго, трето, па и повеќе и време некако наоѓам, доаѓам до, ја би рекол, многу мокни, многу силни мотивирачки говори, ќе се чудите, меѓутоа може и знаете, не на некој друг, тука на Дензел Вашингтон. И навистина мокни. И тоа инспирирано од Библијата. Од Библијата. Цитира човекот стихови. Значи, тоа е неверојатно. И измешано тоа и со психологија и така натаму, но секако е мокно. Писмото е всушност тоа што е мокното и тоа е она што Давид овде ни го опишува. Мокно да ја преобрази душата, срцето. И погледнете сега што вели понатаму. Десети стих. Поскапоцени се од златото, од чистото злато, посладки се од медот, посладки од капките на медовата пита. Твојот слуга е предупреден од нив, од повелбите, значи од писмата, кој ги чува има голема награда. Видите, Давид овде пишува како лично го доживува писмото. Значи, едноставно не можете да кажете ништо друго, освен дека го љуби, го сака писмото. Поскапоцено му е од златото. А златото било нешто најскапоцено таму тогаш. Или нешто што било најсладко тогаш, сигурно не бил шеќерот, туку медот, токму медот. И вели, поскапоцено од златото, посладко од медот, посладко од капките на медовата пита. Ова е лично негово искуство и ова е навистина
тесна заедница со писмото. Тоа е оно што Давид овде сака да ни го опише. И навистина, ако немаме таква една заедница, тогаш нема да има ни мок писмото на нашиот живот. И потоа, оние последни стихови кои што се можеби најбитните, затоа што тој сето ова го применува на себе. Видите какво влијание има објавата Божија, какво влијание треба да има. Што прави Давид? Прво во 12 стих читаме. Бара прошка на некој начин. Прво се запрашува, но кој ги сознава своите погрешки? Знаете, Светото писмо има таа мок и сила да не осведочи први, нели преку Светиот Дух, и тоа е и неговата задача, да не осведочи за нашите погрешки. Но Давид се прашува кој може да ги осознае сите своји погрешки, затоа што нели поизмамливо од се е срцето, како што вели Еремија. И кој може да проникне во него? Само Бог. Преку посредство на писмата секако. И вели, очистиме од тајните прегрешувања. Значи, размислувајќи за големата сила на Бога, откриена во природата и во писмата, Давид ја чувствува тежината на ова откровение. Значи, ова сега влијае врз него и влијае осведочувачки секако, и сега се прашува да не има можеби нешто за кое што тој не знае, да се очисти од тајните прегрешувања. Но и не се задржува само тука, туку преминува на оние, како што денес Јани ги спомна, дрски греови, или овде, така е во англискиот превод, presumptuous sins, но овде Константинов, па и мислам дека и другиот превод, вели вака, значи 13 стих, запази го својот слуга од гордоста. Па и тие сите дрски греови всушност се направени во гордост, заради гордоста. Запази го својот слуга од гордоста, да не завладее со мене, тогаш ќе бидам непорочен и чист од голем грев. Значи, Давид не се изостава, не се исклучува, иако писмото му е сладко, иако го сака, иако ги гледа и дозволува тие објави Божи да делуваат врз него, сепак не е имун на тоа да и тој може би падне во такви дрски греови. И вели, запази го својот слуга од гордоста, да не завладее со мене. Знаете, кога станува збор за гордоста, често пати сме зборувале, меѓутоа најстрашен грев, затоа што човек едноставно, кога не гледа подалеко од носот, како што велиме, не знам каква објава да има од Бога, тој сето тоа ќе го сврти на другиот. Нема да се види самиот себе како таков, како што нели Давид овде самиот се испитува, туку ќе покаже со прст на сите други, но на самиот себе не. Затоа тоа е еден од најголемите, најстрашните греови. Некому навистина едноставно ни Бог, ни не знам кој, на било кој начин не може да му докаже дека греши. Тоа е страшното. Тоа е гордоста, од која што овде Давид се плаши, и ние треба да се плашиме, затоа што, како што вели, тоа е еден голем греф. Всушност, тоа е оној почетен, можем да кажем, греф од кој што потекнуваат сите други. Од гордоста. И на крајот завршува со зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце, значи бара чистота, бара да биде безпрекорен во секој смисол. Зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце нека бидат угодни пред Тебе, Господи, тврдино моја и избавителу мој. И што се каже, значи Господ ни се објавува на различни начини, еве ги видовме овде овие два начини кои што Давид ги опфаќа во овој прекрасен псалм 19 со еден прекрасен поетски речник. Но клучното е тоа како тие објави ќе делуваат на нас. Дали ќе
ги примениме во нашиот личен живот, затоа што само тогаш има моќ сето тоа. И целта на тоа што Господ ни се објавува и што ни ја оставил оваа прекрасна книга Библијата, па и преку сите оние негови созданија, е таа, да го спознаеме и да дозволиме да Светото Писмо преку силата на Духот Свети делува врз нашиот живот и не прочисти, не промени, значи не измени од корен, ја уништи таа гордост и таа себичност, таа наша грешна природа. И она што Давид овде не го спомнува, меѓутоа се спомнува во Новиот Завет, тоа е дека Господ ни се објавува преку својот син. Затоа многу повеќе зборувавме и во поуките што ги имавме. Така да овде полека ќе привршиме. Битното е она што да внимаваме на Божите објави. Знаете, Господ најповеќе од се сака да бидеме спасени. И затоа користи разноразни начини за да допре до нас, па дури и незнабожците, дури и оние до кои што можеби нема да допре до Евангелието, сепак се осведочени, видовме како. Така да нема да има никој изговор, а најмалку ние, кои што го познаваме и законот, ја познаваме и тврдиме дека имаме целата вистина, тогаш на нас лежи најголемата одговорност. И често пати да си спомнуваме овие псалми и овие стихови, меѓу другото и овој 19 псалм, затоа што на тој начин ќе дозволиме да Духот Свети не подсетува на Божјето постоење, да не забораваме кога сме надвор, кога сме во поле или било каде, погледнете нагоре, погледнете на кај небото и сетете се дека Бог е тука, Бог се објавува насекаде, Бог постои и Бог еден ден ќе суди секому. Секој ќе одговара според своите дела и нема никој да има изговор. Дали му било проповедано Евангелието, дали можеби не, како и да е, Господ има начин како да му суди на секого. Меѓутоа, Божиот суд ќе започне од Божиот дом, така да ние сме тие кои што највеќе треба да бидеме загрижени, ако не дозволуваме да она што Господ го објавува делува врз нас, не дај Боже да паднеме во она духовна гордост која што можеби е најстрашната од сите, или самоправедноста, која што навистина е многу присутна во црквата, да не дозволиме такво нешто, туку како Давид да се испитуваме, или можеби еве, како за крај, оние познати стихови од 139 псалм, згодни баш за молитва, какви треба да изгледаат нашите молитви, затоа што живееме во времето на Јом Кипур, кога треба да ги испитуваме своите души. Испитајме целиот Боже, значи тоа се двата последни стиха од 139 псалм 23 и 24, испитајме целиот Боже, запознај ми го срцето, испитајме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. Слава нека му е на Бога. Амин.